Добро вечер назад во отвореното студио, студио 1 на 1 ТВ. Телевизијата која има најбрз раст во телевизискиот пазар од овие телевизии кои што се однеодамна покренати, тоа сме ние 1 ТВ, јас сум Сашо Ордановски. Влегуваме во последниот дебатен сегмент вечерва. Со мене имам двајца еминентни правници, професорката Беса Арифи, кој што е кривичар, кој што доаѓа од Универзитетот на Југоисточна Европа, во Тетово и во Скопје. Добро вечер, госпожа Арифи. И господинот Јован Трпеновски, кој што е не само што е прочуен правник, туку е и бивши јавен обвинител, бивши во тоа време се нарекуваше секретар за внатрешни работи, тоа е еквивалент на министер за внатрешни работи, долгогодишен адвокат и така натаму. Добро вечер и за вас, господин Трпеновски. Не сме ве гледали одамна на телевизија, така што ќе ми биде драго да ги чуеме вашите ставови. Еве, ако ми дозволуваш, Беса, ќе почнеме со господин Трпеновски. Насловот на оваа емисија е "Каде оди правната држава во Македонија". Викендов се случува многу работи, а денеска сме соочени и за првото, да кажем, покрупно бегство од држава во смисла на тоа што очигледно се објави потерница по бившиот премиер, тој веројатно никој не знае каде се наоѓа. Како ја проценувате вие целата оваа ситуација околу овој случај? Па јас мислам нормално е настојувањето да ние имаме правна држава, бидејќи само во правна држава човек може да оствари своите амбиции, а институциите да работат нормално, за да обезбедат, да речеме, на пристојно живење на граѓаните во Република Македонија. И се постава прашање кои се можностите. Прво, јас мислам, ти треба сваќањето на луѓето да се променат. Да се променат дека мора да има дисциплина во спроведувањето и почитувањето на одредбите. Јас би рекол дека во колку човек или група на луѓе сакат да го истакнат својот личен интерес, материјален, статусен интерес или некоја постигнување на нешто, на некоја сопствена желба, занемарувајќи оградите и забраните во законите, сметам дека треба да се постави прашање дали навистина имаме правна држава. Во колку имаме селективност во процесуирањето и во колку имаме примена на законите врз луѓето кои што постапиле спротивно на забраните кои што ги има законот. Добро, на странците не рекоа дека немаме правна држава, дојдоа ни направија цел извештај и ни рекоа да воведете правна држава. Дали сте на добар пат? Да, се согласувам дека донекаде се согласувам затоа што сакам да живеам и сакам да бидам убеден дека сепак функционира државата. Меѓутоа, дали функционира така како што навистина го замислуваме и ние, тука имаме една ограда. Ми поставите прашање што е сега. Така е, затоа сакав да ве навратам на конкретниот случај. Мислам јас дека најлошата варијанта која што е избрал бившиот премиер, ако е напуштил државата, е да е напуштил државата со што практично признава дека постапката која што е правосилно завршена е во ред и постапките кои што се водат има оценка дека ќе завршат на исти начин како што е и ова прва. Меѓутоа, многу лошо е човек да коментира нешто за кое што ги нема податоците, нема доказите, ги нема писмените материјали, може само да прави некоја, да речеме, сопствена предпоставка од она кое што има минимално можности да дознае преку медиумите. Затоа не можам да се земам јас за право да сега тврдам дека и останалите постапки ќе завршат вака како што заврши првата. Неговата партија вели дека се работи за организиран политички прогон. Добро, сега, тоа е политичка партија. Тоа се партиски оценки и вокабуларот со кој што дава соопштение, мене воопште не ме бенисува, затоа што излегува надвор од правната логика, надвор од правното размислување. Не може све да се бара и тогаш кога имаме ние тврди докази дека тоа е резултат на некој партиски притисак или тоа е резултат само на притисак на една политичка партија од другата, од партијата која што е на власт. Политичките расправи и препукувањето нека се останат во сферата на политиката. Ние треба да се занимаваме со правото, бидејќи во колку нема право и политиката не може да остане, односно да биде почитувано од било кој. Ќе се навратиме на тоа. Професор Арифи, кои се опциите на еден бегалец? Што значи тоа сега? Што има опции државата? Кои се неговите опции? Може ли тој, дали му е се уште доцна да се пријави или ова веќе ќе биде земено како отежнителна околност, што го нема?
Па факт е дека отежнителната околност за овој случај почна уште од неколку дена од напред, бидејќи имавме повеќе обиди да се достави упатниот акт за истиот да се пријави во институцијата каде што треба да ја издржува казната. Веќе неколку дена имавме таков обид од страна на судот, судскиот курир кој што требаше да достави таков упатен акт. И од тогаш, значи уште од пред неколку дена веќе беше јасно дека тој намерно ја избегнува примањето на таквата на тој упатен акт. И мислам дека до тој период тој искористи една, како да кажам, правна празнина каде што законот за извршување на санкции не одредува, значи дека полицијата може да се вклучи во потрагата. Не одредува, значи одредува што се случува ако тој не се пријави откако го добил упатниот акт, а не како што се прави кога он избегнува да добие таков упатен акт. Меѓутоа тоа се решава со фактот што во такви случаи, на пример кога се доставува покана за да се дојде во суд, ако истиот се гледа дека го избегнува примањето на таквата покана, се приведува и како се кажува, значи се приведува и се носи, значи до судот за да биде дел од таа постапка која што се води. Исто тоа би уште повеќе би требало да важи кога се зборува веќе за осуденик кој што треба да се јави на издржување на казната. Сега кои се опциите за во оваа фаза зборуваме само за национална потерница. Така. Значи МВР тоа го Што значи тоа, дека на сега. МВР му треба време да констатира дека тој не е во државата? Да. Па добро, колку може да трае тој процес? Може ли да трае година дена, 6 месеци, 2 недели? Не верувам дека ќе трае толку долго. Вообичаено од МВР брзо дознаваат. Ако ги имаме предвид и случаите од претhodно, каде што исто така имавме бегалци, значи на пример кај Груевски и Бошковски или пак кај Сеат Кочан, значи кој што требаше исто да оди во притвор и така натаму, значи брзо тоа се може да се види. Сега ќе види. почне доколку се испостави дека господинот Груевски не може да го најдат. А како што да работите, ми се чини дека прилично сме во таа теорија влезени, дека и наредните денови. Следното што ќе почне да се врти е чија е вината за тоа. Гледате ли вие, господине Трпевски, некаква вина од страна на власта? Како може полицијата, која што при тоа уште има 6 своји службеници кои што до душе по потреба го обезведуваат Груевски, да сега еден таков висок профил на осомничен и осуден, да не знае каде е? Не. Сте били и вие на функција кога сте имале увид во тоа како се прават тие? Јас мислам полицијата имала некои сознанија, меѓутоа веројатно немало такво сознание дека Груевски ќе се одлучи да се прикрие или да пребегне од Македонија. Сега да бараме некоја одговорност, мислам се уште рано е, бидејќи, како што рече и професорката, правната празнина им дава алиби на било кој од органите кои што се надлежни за спроведување на правосилната пресуда, односно на актот на приведување за издржување на казната затвор. Таа правна празнина е таква за да не може да се бара одговорност, затоа што кривичната одговорност е субјективна одговорност. Мора свесно да го сторил кривично дело или ако свесно не го сторил, морал да биде свесен дека може да настапи последицата. И во тој домен, во барањето на смисленоста или евентуалната смисленост, јас мислам нека можеме да утврдиме одговорност кај некои од овие органи кои што се надлежни за да ја спроведат Веројатно ќе судската разговараме за одлука. политичка одговорност, претпоставам Политичка дека таа е. одговорност е, мислам, понедефинирана и многу полесно утврдлива. Ама знаете како е, народот отмат ќе каже, аха, се договорил со Заев. Мислам, тоа претпоставам дека и самите лесно ќе се согласите, дека првото што ќе помисли чаршијата, јавноста, ако сакате, е дека кога тако висок профил после таква долгогодишна една борба за истерување на правдата ќе го снема, ќе почне да спекулира дека за тоа стои некаков политички мотив и од другата страна. Да. За политичка одговорност не се бара тврди докази. Се бара само едно сознание и едно логично поврзување на некои настани. Затоа велам многу полесно утврдување на политичка одговорност,
Меѓутоа, народот очекува ефекти од спроведувањето на постапката. Добро, кажи. Се очекува токму тоа дека правната држава не е доволно да постои само во законите и да има јасна кривична постапка кога има осомничен дека сторил кривично дело, па после и значи приведени значи во другите фази на постапката. Меѓутоа треба истата да се спроведе до крај. И резултатот да биде човекот да биде во можност да носи одговорност за тоа што го направил. Значи правдата и да се види, не само да се види и да има резултат до крај. Ако тоа нема резултат до крај, и ако имате вие веќе правосилна првостепена пресуда и така натаму, значи тој треба да оди во издржување на казната, а тоа не се прави, значи тоа е некаков, како да кажам, изостанок на правдата во целиот процес. Да објасниме за јавноста, можда ли овој интерегнум што сега се појавува, бидејќи го параат, го нема и така натаму, да е практично купување време за да предметот стигне пред Врховниот суд, каде што има некаква политичка претпоставка дека можеби ќе дојде до пресуда, односно одлука за повторување на постапката, или тоа е исклучено од правен аспект? Тешко може тоа да се каже, бидејќи пред Врховен суд, значи треба да се одлучи, ако е во прашање овој случај, треба да се одлучи за вонредни правни лекови и тие значи него прекинува значи важењето на одлуката и тој треба да се изврши таа одлука, да оди на издржување на казната, па од таму да покрене вонреден правен лек. Никогаш тоа него како да кажам, него спречило спроведувањето на казната, кога нема да помогне. Предпоставам дека и бегството по тоа отежнува и пред Врховниот суд. Апсолутно, значи тоа е отежнителна Трпеновски, еве разговараме за отежнителни околности и така натаму. Бидејќи против господинот Груевски се водат неколку се уште отворени процеси, некои од нив се многу потешки од овие за кои сега падна прва пресуда, па него нема. Предпоставам дека сето тоа му ја отежнува на некаков кумулативен начин, пресудите ќе му ги направи уште полоши, бидејќи тој што бега од правдата, потоа не добива некакви олеснителни околности. Така ли е тоа? Па судот секогаш ги цени олеснителните, отежнителните околности. При постојана веќе правосилна судска одлука, каде што е утврдена и казна. Тоа секогаш ќе се цени од судијата кој што постапува по наредниот предмет и кај што ќе зборува за личноста, нормално ќе каже да, влијание за утврдување на таква и таква казна беше неговата осудуваност или водењето на другите постапки. Тоа се околности кои што судот слободно ги цени, меѓутоа мора сепак да има база, да има основа. Основа е водењето на истражната постапка, поднесениот обвинителен акт, правосилната пресуда. Во секој случај отежнителни околности ќе надвладеат над олеснителни околности кои што обично се некоја социјала, каде што во конкретниот случај не може да се речи, семејната положба веројатно ќе се респектира и некои други олеснителни. Да ме прашаме двајцата, што ќе значи отсуството, односно бегството, ако се работи за бегство, а веќе е во бегство, веќе потерница е распишана, за останатите обвинети во другите случаи? Бидејќи господинот Груевски е дел и од многу помасовни случаи во смисла на учесници во се олеснува или се отежнува нивната. Тој ќе биде суден веројатно во отсуство, до таму разбираме право. Но што ќе биде, какви ќе бидат последиците кон кообвинетите? Дали да речеме неколкумина други случаи каде што има по 5, по 10 кообвинети, им се отежнува ситуацијата со бегството на Груевски или можеби им олеснува, бидејќи не е тука, па ќе можат својата одбрана подобро да ја фундираат? И вас, господин Трпеновски, бидејќи вие имате и адвокатско искуство, професорката има кривично правно теоријско искуство. Така, па по теорија, значи секој обвинет одговара во рамки на својата вина и досега имало и други случаи каде што некои од обвинетите, кообвинетите биле во бегство, па тоа не било никаква пречка за да другите бидат дел од постапката и постапката заврши со осудителна пресуда спрема нив. Така што не очекувам дека тоа ќе биде дополнително отежнување на овие случаи. Доколку пак за олеснувањето не би се сложила дека би било и олеснување, бидејќи тоа е посебно отежнителна околност и за самиот поранешен премиер Груевски, бидејќи нема да биде присутен во тие судења и нема да може да ја каже својата страна и сепак значи тоа нема да се чека до недовид тој да се пријави во суд. Меѓутоа не очекувам дека тоа ќе има било какви последици
притици врз судењата и врз другите соизвршители Од на делата. практична гледна точка така ли е, господин Трпеновски, Па како е, адвокат? да. Вие би граделе, би смениле нешто во одбраната на евентуален свој клиент заради ваква Прво некаква зависи околност? каква е композицијата на обвинението, диспозитивот на обвинителниот акт. Така. Затоа што, како што рекова, кривична одговорност е индивидуална. И тука се офатени действијата, практично инкриминациите за секој обвинет и сообвинет. И судот може да се движи исклучиво само во описот на действијата и квалификацијата која што е дадена со обвинителниот акт. Така да отсутството на еден од обвинетите воопште нема да има некое посебно влијание и за другите сообвинети. Меѓутоа се е психолошкиот момент мало да го оцениме. Ако некој знае реалната состојба, не она кое што е примен од јавниот обвинител е пласирана према судот. Затоа што нормално обвинетите ја знаат правата состојба на работата за која се обвинува. И ако еден од главните сообвинети веќе го нема, а има некоја солидарност во прикривање на некои настани факти за ставање во полесна положба на обвинетите, тогаш психолошкиот момент може да биде позитивен за судот и за јавниот обвинител. А не за да обвинет. почне да размислува, да изнесува факти и докази кои што него ќе остави во некоја подобра позиција отколку тој кој што е отсутен. И друго, ќе биде многу послободен во отсутство на еден од обвинетите да изнесува работи многу послободно. Сепак, присуството на лицето дава една ограда во желбата да се каже она кое што е реално. Ако добро ве разбирам, подобра е позицијата за обвинителот отколку за... Јас мислам да е подобра позицијата и очекувањата на обвинителот се веројатно ќе има некој друго психолошко прекршување кај некој од обвинетите за да може да се излечи нешто кое што досега е непознато и на самото јавно обвинителство. Сакам и двајцата да ја прашам, бидејќи имате различни искуства и различни агли на гледање, но се набија некако настаните, веќе сите разговараме за правните реформи. Еве неколку големи случаи. Пред вас овдека во студиото беше господинот Арафат Муареми, кој што најави тој е директор на управата за финансиска полиција, до нова година најави 4-5 големи случаи, кои што тие ќе ги поднесат, а за едниот тврди дека е можеби најголемиот од финансиски аспект во историјата на Македонија. Сакам да ве прашам, и поединечно и за една заедничка оценка. Како ви се чини дека оди воспоставувањето на правната држава во Македонија? Знам дека е општо прашањето, знам дека сега не можеме да направиме семинар за реформите во правосудството, но просто ве прашам како искусни секој од свој агол правници. Професорке, како ви се чини дека оди целата приказна? Јас од секогаш викам дека за да направиме вистинска правна реформа и да добиеме вистинска правна држава, не е доволно само да ги реформираме законите. Може да направиме подобар закон за судовите, подобар закон за судскиот совет, за јавното обвинителство и така натаму. Меѓутоа, ако тие закони не успееме да ги спроведеме, тогаш ништо не сме направиле од реформите и од правната држава. Начинот на нивно спроведување ќе се гледа, на нивното спроведување ќе се гледа преку овие мега случаи кои што ги имаме сега и кои што ги гледаме секојдневно да се одвиваат во нашите судови. Најпрви тука се сите случаи од СЈО, случаите кои што се поврзуваат со 27 април и сега овие нови случаи кои што ги најавивте вие и претходниот гостин тука. Мислам дека преку тие случаи на дело ќе се види дали ние сме напредиле нешто во воспоставувањето на правната држава или не. Инаку мислам дека и на Европа и на нашите меѓународни партнери веќе име доста од гледање само реформи во хартија, сакаат сигурно да гледат и реформи на дело и тоа мислам дека сакаат сите граѓани да го видат бидејќи значи најпосле треба да почне законот да важи исто за сите. Историјата се повторува на известен начин и господинот Санадер после пресудата се обиде да бега, па го најдоа на автопат во Австрија, ако добро памтам, па добро, таму исто така траеше долго таа постапка, но на крајот сепак е на извршување на казната на која што се осет. Господин Трпеновски, каква е вашата оценка за правнава држава? Јас мислам со отпоштување на судење на предмети кои што веќе нешто значат, кои што се и по својата природа многу искомплицирани, каде што треба да се утврдува факти, каде што треба да се утврди висината на присвоените пари, односно да се утврди дека државата и државниот буџет бил користен само за приватни цели и интереси.
И првата пресуда која што падна независно, што беше многу настрана од овие сегашни збивања за едно можда наивно кривично дело, зборува дека судот веќе почнал да се престројува, почнал да размислува така како што ние сакаме, односно како што му налага законот. А законот му налага да биде само обичен извршител на волјата, преточена во законот, а не да биде креативец во барањето начини како да го изигра законот, а во корист на некој кој што го суди. Затоа мислам од овие случаи кои што сега специјалното јавно обвинителство како и досега смогна сили да отпочне постапка за некои посуштествени проблеми кои што беа познати во државата и кај што тоа се процесуира веќе за неколку случаи, се може да стане збор дека правната држава веќе прави обиди и има резултати да почне да функционира така како што повеќе ние сакаме. Бидејќи имаме уште 3-4 минути и не повеќе и ќе ве замолам за тоа да бидете поконцизни, јас имам едно завршно конкретно прашање. Се однесува на статусот иден на СЕО. Како што знаете, се предвидуваат и се дискутираат неколку можни перспективи за тоа што ќе биде со СЕО. Во суштина се работи за два модели, или да се претопи дури како некакво посебно оделение во рамките на јавното обвинителство, каде што ќе годи одреден криминал, или да остане како независна институција, што мислам дека не е преферираната варијанта на политичките реформатори. Што е вашето мислење, професорке, што мислите вие, каква треба да биде? Бидејќи веројатно ќе се согласиме дека уникатна улогата на СЕО во овој изминат период. Што мислите вие дека треба и днината да му биде? Па уникатна беше и причината зашто истата се Така. формираше. И таа уште на почеток, значи СЕО се формираше како посебна институција, ад-хок институција. Според моје мислење тоа треба да остане, тоа треба само сега да премине од ад-хок во перманентна институција и да се најде начин тоа да биде дел од државниот системот. Мислите во рамките на јавното обвинителство или во него? Значи тоа да биде редовно Во системот јавно на обвинителство. обвинителството се разбира. Меѓутоа треба да се воспостави, како да кажам, некаква независност исто на таа институција, бидејќи да се разбереме, значи тоа беше до сега, значи една од институциите која што уживаше најмногу И се уште веројатно најмногу поддршка и најмногу доверба од сите граѓани и мислам дека тоа треба да се чува како институција како која капитал што некаков, да, како капитал и како институција која што мора да биде независна, па дури од самиот државен систем кој што ја обкружува. Да. Вие, господин Јас мислам тешко да ќе остане ваквата организационна поставеност на специјалното јавно обвинителство, бидејќи заложбите се да влезе во системот на јавното обвинителство. Една од варијантите е да биде како посебно оделение, како сегаше оделението за гонен организиран криминал. Меѓутоа, со право професорката вели, треба да обезбедиме независноста. Ова независност која што е стекна сега и начинот на работа мора да ја неговаме, а тоа многу зависи од државниот јавен обвинител. Бидејќи јавно обвинителската организација е на принцип на хиерархиска субординираност. А тоа значи дека повисокиот јавен обвинител може да има влијание и во конкретни носени одлуки, бидејќи не е како самостојна судска власт каде што е потполно независен судот во своето одлучување. Меѓутоа, мислам дека превагна мислењето дека треба да се даде поголема слобода и поголема независност иницијативност. Да. А тоа пак е повторно зависи од државниот јавен обвинител. А државниот јавен обвинител се произнесе дека ќе даде полна слобода без било какво влијание и ќе биде тој кој што ќе штити јавните обвинители во носењето на овие. Знаеме, господине Трпеновски, ама тоа на крај една политичка изјава која во праксата не мора секогаш да се преточи во тој тип на делување. Мислам дека нема да не се согласиме дека доколку СЕО беше дел од јавното обвинителство вакво каков што е, веројатно немаше да видиме ништо од ова што Па имавме ние посебно оделение кој што и треба денеска имаме за организиран да. криминал таму Да, и денеска знаеме дека тоа се уште не работи на тоа ниво, веројатно кој што би можело би требало да работи. Само една работа која што сега специјалното јавно обвинителство кажува, ги превзедовме предметите кои што беа во редовното јавно обвинителство. Значи предмети биле формирани, Да, ама што е веќе години? немало желба да се Така е, процесуира. така И самото преземање зборува за решеноста на специјалното јавно обвинителство
да стрикно го применува законот и да не подлегне на било какви. Затоа се некои овие предмети од 2002 година, рече се Да. пред 15 години. Јас ви благодарам на двајцата, ми беше задоволство, а се надам дека пруживме еден добар експертски став околу неколку од овие дилеми за кои дискутиравме. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете и со последните информативни емисии на 1ТВ, бидејќи повторно ќе имаме и вклучување во живо. Се уште сме во некаква рана потрага околу тоа каде отиде господинот Никола Груевски. Не е таму каде што би требало да биде, тоа го знаеме. Останете со редовните вести на 1ТВ.